Минатата седмица зборувавме за новите премиери кои што се случуваа во нашите театри во поголемите, барем во нашата земја. Една од нив беше фамилијата Адамс, која што на 24 и 25 овој месец ја имаше својата предпремиера и премиера секако на сцената во Драмски театар. Режисерската палка, како што многумина знаат се изразат, ја имаше Теја Беговска, а богатиот избор на актери, односно имаше огромен избор на актери кои што се појавија на сцената на театарот, но ние успеавме да донесеме двајца од нив заради нашиот амбиент во студиото. Па ќе ги поздравиме Теја Беговска до мене, режисерката на представата, Маријан Наумов и Нина Елзасер, актери или дел од актерската поставка на фамилијата Адамс. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Дали се расонивте? Теја вели не сум толку многу разоната се уште. Не е вообичаено да станувате вака во рани утренски часови? Е вообичаено, такво ни беше и темпото на работа за време на процесот, ама овие денови малку се опуштивме. Бидејќи се заврши? Да. Се опуштивме, конечно имавме така завршни забави новогодишни и така. Ето сега, се тоа помина, можеме да зборуваме за импресиите. Теја прво ќе честитаме заради тоа што спомена дека ова е нов проект кој што многу релативно мал период имавте за да го сработите, а го сработивте навистина одлично, судејќи по коментарите на оние кои што има можност да ја погледнат представата, бидејќи освен премиерата и предпремиерата веќе имаше и прва изведба на 27 декември. Колку си ти задоволна од како фамилијата Адамс се донесе на сцената на Драмскиот театар? Сум Цеце многу задоволна, затоа што ова не беше планиран проект во програмата. Ова е проект кој што е сработен од сопствени средства на Драмски театар. И многу ми е драго што... Идејата беше твоја? Идејата беше моја, да, но не очекував сега да го работиме. Не знам, Роберт ме викна, рече ајде да видиме дали можеме да го направиме. Реков, ајде ќе се потрудиме да го направиме. Така да сум многу задоволна затоа што и голема актерска екипа, меѓутоа и целиот креативен тим кој што работеше за нас, за многу кратко време ги направија и костимите, и сценографијата, и кореографијата, и музиката, некако сите работеа за проектот да се сработи за краток период, па и самите актери некако сите влеговме во еден креативен процес каде што се потрудивме најпрво пред се да не ја разочараме публиката, да ги види автентично ликовите од Адамс фамилија. Да, оно кое што се дава како опис за оваа представа е веројатно многу соодветно, па да речеме дури и нужно или потребно за во времето во кое што живееме. Живееме во едно прилично чудно време, каде што малку се помешуваат поимите за тоа што е нормално, а што е ненормално, критериумите за тоа што е нормално и што е ненормално, а за фамилија Адамс дека всушност е нормалното во ненормалното. Па Теја како режисер или како човек кој што веројатно и на таков начин можеби размислува и оттаму е поттикната идејата за реализирање на ваква представа, што значи да знаеме како изгледаат фамилијата Адамс, знаеме дека во некои минати критериуми можеби тоа беше како почудно, ексцентрично, или да речеме некој ќе каже ненормално, но сега некако се менуваат критериумите, па го бараме нормалното во ненормалното и обратно. Па се каже. Океј. Јас самата во овие години некако се фатив што приватно, што професионално да гледам ликови од Адамс фамилија во мојата околина, ме подсетуваат на нивното однесување. Можеби тоа ми беше некако мотив, па можеби ова треба да го направиме на сцена, затоа што гледав околу мене такви, ќе си кажам ова исто како во Адамс фамилија, ова исто така. И мислам дека е голем, не само за режисер, мислам дека е актерски голем предизвик да ги оживееш тие карактери. Навистина се чудни, специфични и ти дава едноставно првично голем мотив да ги истражуваш. Предпоставувам дека и беше климаат со главата. И Марга сега ќе им дадеме збор да се разбира.
Актерски предизвик, да, за својот предизвик секој во својата улога ќе ни пренесете, но и за самата представа, за вашето доживување на истата и за вашиот впечаток за тоа како публиката ја доживеа. Може да ја давам простор на мојата да. колешка прво. Мене ми беше многу драго што имав прилика да толкувам еден ваков лик, поради тоа што... Кој лик си, извини, Нина? Да, не кажав. Wednesday Addams. Добро. Да, тоа е всушност ќерката Еве да, на за тие Гомес. што не ја знаат приказната. Средата. Да, средата. Да. Да, Wednesday Addams, таа е ќерка на Мортиша и на Гомес, парк кој што многу страстно се љубат. Wednesday Addams не може да ја поднесе таа нивна љубов и тоа нивно изразување на љубов, поради тоа што таа во принцип е многу емоционално резервирана и секогаш се држи на страна и не сака многу да има интимни контакти со луѓето околу неа. Би рекла можеби антисоцијална малку. И тоа е тоа што ја прави чудна за другите, но истовремено таа е многу искрена. И тоа е нешто што мене најмногу ме привлече не само кај Wednesday Addams, туку и општо тоа што најмногу ме привлече кај Адамс фамилијата, поради тоа што тие се брутално искрени еден со друг и на тој начин функционираат, на тој начин обстојуваат. И тоа е нешто што вака би го извлекла од целата представа и од целиот процес, нешто што јас по пат го научив, како таа искреност понекогаш боли, но и сепак носи многу убави нешта и е основа за убави односи и е основа за тоа на крајот сепак љубовта да победи како што победува во нашата представа. А не требаше да откриеш сега и дека тоа е крајот, ама добро. Ама сите знаат дека така ќе заврши. Впрочем, љубовта секогаш победува, најчесто, во најголем број случаи. Но ајде за вашата љубов, бидејќи станува збор за... Да, главната идеја е Ти си љубовта на... момчето, така? Да, јас сум зетот. Домазет. Да, Домазет. Кој игра мајката и таткото, тоа само да откриеме. Предраг Павловски и Трајанка Илиева Велјич. Добро. Ги играат Ги играат Мортиша и Гомес, а неговите родители ги играат Маја Велковиќ Бановска и Златко Митрески. Значи, околу љубовта, која што е главна идеја на оваа представа, главната идеја е дека освен таа љубов, страстната љубов на Мортиша и Гомес, која што е многу препознатлива и од старт те фаќа таа приказна, нели култна актуелна приказна, таа е една од можеби поголемите љубови во поп културата, да кажам, Гомес и Мортиша. Тука има една друга исто нишка која што ја нема во филмовите, има можеби како идеја во вториот филм Adam's Family Values. Која е таа, Марија? Тоа е на Wednesday кога се заљубува во едно момче што се вика Джоел во филмот. И тоа момче има алергии. И сега ние ја земавме идејата од таму и врз таа идеја правевме малку колаж хартија, па додававме некои идеи други. Тргнавме од идејата во што Wednesday би се заљубила. Во какво момче би се заљубила Wednesday. Дали би се заљубила во нормално момче или би се заљубила во нормално момче кое што има исто таква брутална искреност, кое што не може да лаже, но сепак има некои антисоцијални моменти кои што не се на исто ниво, сепак ова е момче кое што ги разбира емоциите и може да ја помогне на Wednesday да ги открие своите емоции, но исто така Wednesday може да му помогне да биде уште побрутално искрен и да си ги прифати алергиите како главна мана и да се прифати себе си дека едноставно он е таков и дека треба да ги прифати своите темни страни на некој начин. Па од тука тргна таа спојка на таа главна идеја љубовта и се стигна до крајот, до тој специјален однос кој што кога ќе дојдете ќе го видите. Така е.
Да, за сите оние кои што ќе бидат дел од следната изvedба, односно на 22 јануари, рековме, ќе можат да го погледнат целото действие. Но на кое што како актери исто така ни е интересно да ве прашаме колку преку толкувањето на улогите, конкретно во оваа представа, но и генерално, запознавате некои ваши особини, се пренаоѓате во самите ликови. Секој лик е се разбира засебен, сам по себе или оригинален, но колку вие пренаоѓате по некој делче од вашата вистинска личност? Јас? Мислам дека веќе спомнав тоа што го извлеков од целиот процес е нешто околу искреноста и пристапот во односите со другите луѓе. Многу често се случува тоа, бидејќи за да толкуваме еден лик мора да најдеме нешто во нас, бидејќи сепак ние се имаме во нас, само треба доволно да се отвориме за да го видиме тоа. Сега, кога зборуваме за Венсдеј Адамс, секако не би сакала да го убијам брат ми или слично, бидејќи во филмот, нели, они постојано си играат така, она го става на електричен стол и они така си играат, држат антена за време на бура и не ги фаќа струја, бидејќи не би требало тоа да се случи во филмот, нели? Но сепак, мислам, тоа не е нешто што го пронајдов во себе си. Но ете би ја издвоила таа некоја искреност и нешто што исто така повторно го најдов во себе си е една директност во комуникација, нешто што сметам дека и јас го имам, само сега повторно го најдов некако во себе си, бидејќи по пат некаде се изгубило. Ама секогаш од секој лик учам нешто ново за себе си, тоа е драгоцено. Работата е дека, сакам да се надоврзам на Нина, фамилија Адам секојаш директно ги кажува работите, без одолговлекување. Знаеме често во животот да ги одолговлекуваме работите. Ај утре ќе кажам, ај од понеделник. Да вртиме од околу кој ќе го кажеме. Или да ги замачкаме малку. Да ги замачкаме од околу наоколу да ги кажуваме. Тие навистина директно ги кажуваат работите. Тоа носи последици во животот, но тоа и ги решава работите на некој начин. И мислам дека ова се представа и за сите генерации, но е и за една помлада публика да ги охрабриме на вистина работите да ги кажуваат директно, да не ги заобиколуваат. Така се решаваат. Да, да бидеме сите поотворени. Теа, верувам дека нема некој кој што не ја знае приказната за фамилија Адамс, или ако можеби не ја знае детално, сигурно слушнал, знае кое е тоа семејство во светски рамки. Кога работеше на тоа како ќе изгледа поставена представата, дали користеше нешто од македонското општество или баше целосно пресликување на вистинската приказна која што ја носат овие ликови? Адамс фамилија не е локална приказна во смисла на македонско вакво или онакво општество. Адамс фамилија е на глобална приказна. Тие се фамилија која што не познава религија, не познава граници. Тие едноставно ја почитуваат сечија една култура, повеќе станува збор за нивното однесување. Начинот, веќе тоа што кажав, начинот на кој што ги решаваат работите. Нивната тајна состојка со која што обстојуваат е љубовта. Љубовта и таа искреност еден кон друг и еден за друг да се секогаш тука. Така што тоа однесување кај нас повеќе зборува за еден универзален аспект на едно човечко однесување. Не е македонско, не е балканско, не знам какво. И самите околности во кои што, да не откривам многу, во кои што се ставени действието каде што се случува, на едни светски гробишта, зборува за универзалноста на нашата приказна. Да се направи на ваква приказна, при тоа да се реализира, рековме 18 актери се дел од неа, односно се во представата. Покрај тоа што содржински треба да биде и да делува и да допре до публиката, апсолутно треба да се донесат улогите преку актерите. За тоа да биде така, треба добро да се одберат актерите, нели? Колку беше предизвикувачки да се одберат не двајца, не тројца, не пет, туку 18 актери кои што ги играат улогите точно на кои што ги играат, бидејќи за фамилија Адамс тоа е апсолутно специфично да ги одбереш вистинските ликови. Без
скромност ќе кажам дека нашиот кастинг е топ кастинг. Фала ти. Не можеше подобар и поавтентичен да се најде за представата, според мене, а и според коментарите. Така да, покрај нашиот ансамбл на актери кои што се вработени во Драмски театар, имаме 8 студенти кои што се од Факултетот за драмски уметности и Факултетот Европа Прима во Скопје, така што тоа беше еден супер спој на едни млади актери, трета година на студии, кои што имаа можност да учат едни од други. И тоа за нив беше многу големо искуство. Мислам дека сите ние, и јас самата се ставам во тоа, дека многу научив од овој процес. Затоа што многу генерации во тие 18 актери има различни генерации на И сите учите едни од други. на актери, да, и за мене беше стварно многу големо искуство да видам кој како создава, како креира, како нели, комуницираат едни со други и така. Маријан, дали за актерите, особено за еве помладите, е предизвик кога ќе ви кажат дека треба да сработите проект за неполни 2 месеци? Овој беше, колку што се пишуваше во медиумите, сработен за 37 денови. Точно, прилика. Тоа предпоставуваме е дополнителен стрес или адреналин? Како го доживувате вие? И како е стрес. Мислам, на почетокот кога сватив дека имаме само 1 месец, бев многу исплашен. А кога свати? Па кога дојдовме на прва читачка и бев многу исплашен, како си велам како ќе го направам. Зашто вообичаено или подолго време се Да, спрема вообичаено 2 представи? месеци, некој оптимален период, 2-2,5 месеци и бев во 1 месец прво треба да играме ликови од Адамс Фемили кои што треба бидат многу автентични, секој да ги препознае. Но со добриот план кој што го направи Теа, имаше многу добар, многу динамичен план. Започнаме со дупли проби од самиот почеток и некако се тргна и стана адреналин. Стресот стана адреналин и некако возбудата ме обзема и ми даде елан и тргна работата. Почнавме да правиме дупли проби од сам почеток, што е многу невообичаено, бидејќи обично процесите знаат на почеток да бидат многу поразвлечени. И мислам дека тоа ни ја спаси представата, затоа што почнавме многу динамично, со дупли проби, ги отворивме многу брзо работите, не остававме премногу време да се развлече тоа, да се растегне, туку да, ние размислувавме, но размислувавме активно и динамички и до самиот крај. И тоа што ми се допаѓа, затоа што тоа дека сме многу флуидни и дури некои работи ги решивме и пред премиера, буквално на пола сат пред премиера, со Нина решивме некои работи кои што свативме дека можеби може да бидат поинакви. Тоа во согласност со Теа, режисерката или... Секогаш. Добро, значи била информирана. Да, пошто ако не е во согласност, ние имаме уште многу други идеи кои што не би сакале сите да излезат сега вака на премиера. Но морам да признам дека Теа сака некогаш и да се изненади. Да. Па добро, имате Да, следни тоа е добро. изведби, ќе изненадите и Теа. Изненадување за Теа, Да. постои можност за вас да покажете или дополните нешто што е лично ваше. Колку ваквата, да речеме, убрзана подготовка беше дел ризик, дел може би интуитивно дека ќе биде секако што треба. Некогаш и кога така ќе се стегне работата за краток повременски период, Па подобро на се крај излегува функционира. успешно, да, очигледно. Мислам дека е добра таа пракса брзо да се сработуваат. Ние знаеме да се ставиме, зависи што тема работиш, зависи кој текст, зависи што, но мене ми се допаѓа тој начин на да знаеме кога почнуваме, кога завршуваме, затоа што на тој начин ја избегнуваме онаа лежерна наша состојба на има време да легнат Пет и Маријан спомна работите. на почеток се Да. го влекуваат работите, а овдека е... Мислам дека таа динамика мене многу ми помогна. Многу големо искуство ми беше да едноставно брзо носиш одлуки, да не ги одолговлекуваш работите, брзо носиш одлуки за се и добро е, нели, секогаш да имаш еден таков тим кој што на истиот тој начин ќе функционира.
Одлично. Како и да е успешна премиера, успешни представи до сега за крајот на оваа 2024 за сите оние кои што не следат, не биле дел од публиката на премиерата и на останатата нели изведба, ќе бидат веројатно на 22 јануари кога е на репертоар. Да. За понатаму како термините или дополнително ќе треба да се информираат? Ние имаме сега една убава промоција во Драмски театар, каде што имаме блок билети за представите во јануари. Мислам дека, се надам, нема да сгрешам, за 4 представи на репертоар има 30% попуст на билетите и 50% попуст за 7 театарски представи. Тоа е еден супер блок новогодишни билети, понуда која што трае до 8 јануари. Може да ја погледнете на нашиот сајт. Мислам дека е супер момент за публиката да погледне и други представи од нашиот репертоар. Инаку фамилијата Адамс ќе биде на репертоар цела сезона од следната година и мислам дека допрва представата ќе го добива својот целосен, како да кажам, целосен амбиент, некако кога ни дојде публика, свативме сите што имаме, дека имаме една многу убава, многу искрена представа, каде што сите актери на вистина играат со една радост. За мене е тоа најважно. Таа само бидејќи спомена до 8 јануари, што значи актерите за празнициве работат? Си одмараат. Треба и они да се одморат, така? До 8 јануари ни трае понудата за купување на блок билетите за оние 4-7 представи од репертоар. А потоа ќе може да ги користат во текот на наредниот период, претпоставам во јануари, така? Да, тие се представите кои што се на репертоар во јануари, од 21 до 29 или 30. Така е, да. Супер понуда, одлична можност за театарската публика и за оние кои што не следат да ја имаат оваа информација, рековме дополнително на вашиот сајт. И благодариме за гостувањето и за времето ова утро на 30 декември што бевте заедно со нас, што можевме да малку вака си помоабитиме како помина фамилија Адамска и публиката, како што речете, ја допрва ќе има можност на кој начин да се види, да се доживее и да се ужива во оваа представа.